саботно издание на регионалните вести. По шести пат денес беше организирана манифестацијата Ден на гравот. Покрај дегустација на ова традиционално јадење, гостите можеа да вкусат и други специјалитети од нашата, но и од германската кујна. ТРЦ денес беше домаќин на шестото издание на манифестацијата Ден на гравот. Оваа манифестација има за цел да ја подигне свеста на населението за вредноста на културата грав, како и да се постигне економски бенефит преку зголемување на неговата продажба и производство, сметаат организаторите. Шеста година поред манифестацијата Денот на гравот ги собира не само населението од општина ТРЦ, туку и од околните градови, па годинава и лани од Косово и од другите околни држави. Организацијата Центар за едукација и развој веќе шеста година поред ја организира оваа манифестација со помош на општина ТРЦ, меѓутоа и со помош на други невладини организации кои се во Македонија и надвор од Македонија. Целта на оваа манифестација е пред се промоција на културата грав како наше најпознато и јадење и култура, и земјоделски производ, и пред се да ги собере првично локалното население и другите на една маса, сите заедно, без разлика на која етничка заедница припаѓаат, вера, нација. Посетеноста на оваа манифестација од година на година се повеќе и повеќе се зголемува. Поради времето, понекогаш не сме во можност да ја организираме манифестацијата надвор, меѓутоа ние правиме напори дали внатре, дали тражиме солуција, меѓутоа манифестацијата не дозволуваме да згасне. И покрај тоа што понекогаш сме оневозможени дали финансиски или поради некои други причини, меѓутоа ние како невладина организација ЦЕТ ќе обстоиме на оваа манифестација и се трудиме што повеќе масовна да биде и понекогаш и бараме помош од локалците и од другите организации да ни помогнат во организацијата и да оваа манифестација не згасне. Мислиме дека сме влијаеле многу почнувајќи од општина ТРЦ како битна институција во регионот, да почнува да работи, да размислува за прво брендирање на овој производ што е теаречки би рекол грав, бидејќи имаме слушнато дека тетовскиот е брендиран, но немаме повеќе информации, значи на кој ниво или како или какви спецификации има. Вториот елемент е тоа што неформално овој настан придонесува пример луѓе, земјоделци кои работат од регионот да почнуваат денеска да видат дека можат и тие да имат придонес, да продаваат, да имат лични контакти со луѓе од Источна Македонија и од Косово, бидејќи имаме малинари од дечани од косовската страна, заедно со наши луѓе да почнуваат иницијативи за соработка и да имат размена на идеи, бидејќи бевме еднаш на една студиска посета и видовме дека таму повеќе функционира и повеќе има профит од оваа работа што ние овде ја работиме. На Ден на гравот денес присуствуваа голем број гости, ученици, жители на соседните сели од повеќе градови од земјата. Сите сметаат дека оваа манифестација треба да продолжи да се одржува, бидејќи на едно место ги собира луѓето од различна етничка припадност. Како гости на општина ТРЦ беше градоначалникот на општина Ново Брдо од Косово и производители на мед и малини од Косово. Ми сме со колегом се видели на Косово пред 2 месеца, каде е био дан малинара, така да сме ми размелили наше мишљење и драго ми е данас што сам овде, што данас на дан пасуља, као традиционално јело и храна за све нас. Дошли смо да се видимо и да разменимо та наша искуства, идеје, планове, како за далју перспективу и далју будушност свих граѓана, прекогранични проекти где би заеднички могли учествувати и реализовати, а све у целју и корист нашим граѓанима у општини где смо данас овде, а и на Косово, што сматрам да ова посета наша мени многу од великог значаја, што исто желим да градоначелник со својим сарадницima и со својим фармерима посети општину Ново Брдо на Косово.
Во големите казани се вареше едно од најпрепознатливите јадења во овој регион Гравот. На повеќе штандови беа изложени различни видови јадења и изработки на учесниците на манифестацијата. Беа презентирани јадења од германската кујна, се подготвуваше алва, а се печеја и костени типични производи од Шарскиот регион. За сите присутни на денешната манифестација беше подготвено вариво од граф. Тајната на подготовката на вкусен граф ја открива готвачот Мирко Ѓорѓевски, кој години наназад е дел од манифестацијата. Па видите, јас сум 4-та година ми е од оваа манифестација и мислим дека ќе трае подолго време и тоа за оваа манифестација премаме 20 кг, 5 кг месо ставаме унутра, ставаме 5 кг пипер, 5 кг кромит, 2 кг патлижан и тоа све заедно ставаме да се свари. Кој ќе се свари и све тоа ставаме запршка во него, од него и ставаме запршка, ставаме кромит, лук и на крај со црвен пипер го ќе попариме тоа и толку е све. Која е тајната за убавиот граф? Ете, на вакви големи манифестации, кога се прави поголемо количество, впечатливо е дека е повкусен и поубав. Гравот е повкусен, бидејќи се припрема во казан. И казанот му дава поголем укус него да го спремаш у шерпа дома кога се спрема. И затоа тоа гравот е повкусен. И се дотеруе поголема количина на гра. И гравот е тетовец, ако е годишен, уште поубав е и тази. Манифестацијата беше збогатена со културно-уметничка програма и со дегустација на гравот. Производителите на граф тетовец годинава имаа помал род од оваа култура. Сепак квалитетот останува ист, велат земјоделците. Сушниот период, односно тоа што трите летни месеци кои поминаа речиси без дожд, се причина годинешниот род на најпознатата земјоделска култура во Полошко, гравот тетовец, да биде помал од лани. Земјоделските производители велат дека ако лани имало принос од околу 100 до 150 кг на површина од 1 декар, тоа годинава е намалено дури и до 50%. Приносите се намалени воопшто од самото време. Фати суша, се намали родот годинава. Па моментално 2 хектара одгледувам, работам. До пред неколку време сам работел 3-4. Послаб беше приносот од кој го повадивме по третиот пат. Тоа како дојде некоја чара имаше и го попари самиот граф. И покрај неповолните временски прилики, квалитетот на собраниот граф останува ист. Квалитетот не е намален. Квалитетот може да година послапи родот, меѓутоа квалитетот не е намален. Тетовскиот гра е помек гра и се вари со нашата вода. За разлика од тој гра, овојат љушпата не излегува на тетовскиот град. Иако намален, родот на гравот се смета дека нема да има драстично зголемување на цената. Причината е во тоа што земјоделците претежно гравот го продаваат на зелените пазари и ретки се случаите некој да пласира поголемо производство во странство. Ловџи од ловечкото друштво Шарпланина денес уловија волк. Волкот тежок 60 на килограми бил застрелан во местноста помеѓу Горна Лешница и Чам. Радојко Гроздановски заедно со уште 8 на ловџи од ловечкото друштво Шарпланина денес од лов се вратија со уловен волк. Волкот тежок 60 на килограми и стар 4-5 години го застрелал во местноста помеѓу Горна Лешница и Чам. Денес излеговме со другарите, отидовме на крупен дивеч, меѓутоа времето беше магловито едно друго, потераја другариве и ги нападнаја загарите, 3 комада беа, еден дојде на мене, со еден хитес го тепав. Значи од тие волците коњари што ги вика, од големите што се волците, го зедовме, го донесовме да вида дека доста загари има да се спаса. Која понатаму процедурата, што се прави со... Процедурата се по правило треба ќе се одере, ќе го дареме, ќе го пријавиме у ловачко друштво. Ловачкото друштво треба да направи записник за него, значи дужина, ширина, тоа за трофеј. Трофејот се доставува до Министерство за ловство, Министерството до ловство до Министерство за земјоделие.
у Скопје, меѓутоа тоа не верувам дека функционира, затоа што пред 2 години утепав исто, до денеска паре нема исплатено, ни па за ова има исплатено. Ловџија е цели 35 години. Вели за него ловот представува рекреација преку која истовремено се случуваат и убави дружења со пријателите. За мене ловот представува уживанција. Мене најважно ми е ловот, моментално најважно. Нормално фамилијата, породицата, све. Меѓутоа секој некој има друго, ја ловот. Татко ми бил ловџија толку години, ја тоа е за мене едноставно одмор психички. Значи, у денешница, ако сака некој да се одмори психички, тоа е, му препоручувам ловот. Значи, кога ќе отидеш се вали на лов од 8 или од 5, или зависи кој како, значи, друг да дојдеш дома, не мислиш на ништо. Значи, мозокот е исклучен од проблеми, од светера. Само мислиш тамо. Не е важно да се острел, да се утеба, важно е денот да пројдеш со другарите. Пријателството е најбитно. Тоа ќе видите, чим дојдовте дома да снимите, ќе видите трофеи. Такви трофеи многу малце ги има. Значи, што сме прошли. И како што одминува времето, не останува дивеч у ловиштата, за да не може да направи трофеј. Например, за да направи трофеј дивеч, дива свиња, треба најмалце 5 до 10 години. Сега тоа се тепа. Принова слабо, значи не може старост да достигне. За да има тоа клови, зуби, што викамо ние по нашински, тоа ќе видите уходник имам овде. Да видите. За време на досегашните 35 години ловџиско искуство на Радојко, ова е неговиот 8ми уловен волк. Ученици од Средното стручно општинско училиште Моша Пијаде од Тетово, неделава што изминува, има можност да се дружат со врсници од Норвешка во рамки на проект Еразмус, програма на Европската унија за образование, обуки, млади и спорт. Врсниците ги разменува искуствата како да се направи медијација меѓу учениците. 10 ученици од Средното стручно општинско училиште Моша Пијаде од Тетово и исто толку нивни врсници од училиштето Кубен од Осло, Норвешка, неделава што изминува се дружија и стекнува искуства и вештини како да направат медијација, односно помирување меѓу ученици кои имаат конфликтна ситуација. Активностите се во рамки на проектот Еразмус, програма на Европската унија за образование, обуки, млади и спорт. Во овој проект се вклучени 3 страни. Едната е нашето училиште со Моша Пијаде, втората е училиштето Кјубен од Осло, Норвешка и третата е NDC Нансен диалог центарот од Скопје. Ова соработка датира одамна и се преточи во еден проект во кој што успеавме да направиме проект за медијација, врсничка медијација, каде што училиштето од Норвешка има поголемо практично искуство во тоа и тука дојдовме да споделиме нашите искуства, односно да се пренесат нивните искуства во медицијата, исто така и да истрпат некои наши искуства кои што ги имаме тука во справување со конфликти. Тука сме 6 дена, имаме работилници од 5 дена, еден ден се рачуна дружење и развивање на врски помеѓу самите ученици. Имавме работилници за справување со конфликти, имавме работилници за тимбилдинг, односно градење на тимови. Понатаму се очекува да извршиме некои практични задачи во нашето училиште и некаде во март ќе возвратиме на посетата и ќе имаме работилница во Норвешка, во Осло, во училиштето Кјубен. Идејата е проектот да се одржи, односно сакаме да направиме училишни тимови за медијација, каде што учениците учествуваат во справувањето со конфликтите. Се надеваме дека соработката ќе продолжи во други полења, но за медиацијата се разбира ќе останеме со нашата работа, значи после март останува ширење на она што сме го научиле по другите училишта, имплементација во нашето училиште. Овие ученици се обучени да бидат медијатори во нашата школа. Исто така ние како професори во школа сме дел од екипа, така што очекуваме во март следна година да бидеме дел од да одиме таму во Норвешка. Верувам дека овој проект ќе биде многу добар за нашата школа и во иднина овој проект би требало да биде имплементиран и во другите школи во Тетово. Така што очекуваме профит да има и нашата школа и другите школи, па и општината Тетово вака генерално. Карактеристика е што двете училишта го посетуваат ученици со различни етнички и културни припадности. Well, we're a multicultural school and have a lot of peer mediation.
Ние сме мултикултурно училиште, имаме многу случаеви на решени конфликти во училиштето. Сметавме дека меѓународно искуство ќе ни биде потребно, а целта е и да запознаеме други ученици во Македонија. Ги учиме да работат како медиатори, да комуницираат искарани ученици со медиатор, да го минимизираме конфликтот преку разговори, преку ненасилна комуникација наместо разгорување на конфликтите. Тоа е ново училиште со 12.000 ученици со 30 до 40 различни националности и малцински групи. Често зборуваме за нивните потреби и поради тоа сме едно училиште каде владее хармонија. We got quite a lot experience and knowledge. Имаме искуство како да најдеме мирољубиво решение во конфликт, кога има несогласување во демократски начин. Учиме како да бидеме единствени, како да ги надминеме малите проблеми, наместо да имаме омраза едни кон други. Јас сум со потекло од Афганистан, Норвешка е мојот втор дом сега. Интересно е да се научи за оваа земја и за историјата на Балканот. Well, we have a routine to take the conflict. Имаме рутина да го оттргнеме конфликтот од учениците. Се прави разговор со секој посебно. Ги прашуваме како се чувствуваат околу тоа што мислат. Нема обвинувања, само си ја кажуваат својата страна од конфликтот. После медиатор ги зближува инволвираните и се е на слободна волја. Во спротивно нема да има напредок во надминување на ситуацијата. And from the workshops we learn how to not judge it. Од работилниците научивме како да не се осудуваме меѓу себе, да не употребуваме предрасуди, да не дискриминираме, да научиме да зборуваме во насока да нема насилство. Научивме нешто за нивната култура, научивме повеќе за нив, се здруживме со нив, имаме ги прекршивме тие бариери каде што кога се запознавате и се срамите, сега сме многу добри пријатели и многу ми значи тоа друштво со нив. Во Норвешка проблемите ги надминуваат така што ги седнуваат двата ученици кои имаат конфликт, да седнат да разговараат со професори со еден ученички медиатор. Така они разговараат да дојдат до еден компромис каде што двата ученици се задоволни. Со овој проект учениците и наставниот кадар од училиштето Моша Пијаде, освен меѓуетничката интеграција на локално ниво преку проектот на Нансен диалог центар, имаат можност да стекнат искуство и во интегрирањето на европско ниво. Нансен диалог центар Скопје има долгогодишна соработка со средното стручно училиште Моша Пијаде. Соработката е воспоставена во 2010 година, кога за прв пат се воведе Нансен моделот за интегрирано образование во ова средно стручно училиште. Соработката се одвиваше на неколку нивоа. Тоа подразбираше интегрирани во наставни активности за учениците, стручна обука за интегрирано образование за професорите кои што беа вклучени во проектот и се разбира дел од тоа беше соработката со родителите. И сето ова представува една целина која го опишува Нансен моделот за интегрирано образование. Секако, другиот елемент на соработка со средното стручно училиште Моша Пијаде е подобрувањето на условите за реализација на практичната настава. Нансен диалог центар Скопје во оваа сфера даде придонес со тоа што овозможи донација на опрема за реализација на стручните предмети, која што беше одстапена од средното стручно училиште Кубен, со кое денеска го реализираме заеднички овој проект. Значи, проектот во рамките на Erasmus Plus е заеднички проект меѓу Нансен диалог центар Скопје, средното стручно училиште Моша Пијаде и средното стручно училиште Кубен од Осло. Иницијативата и целата подготовка околу проектот беше меѓу овие три субјекти и секако дека овде се поттикнува тој мултикултурен дух на соработка и разменување на искуствата кои што понатака ќе им помогнат на учениците да стекнат знаења и вештини кои што ќе им помогнат понатака да ги пренесат нивните искуства во областа на медиацијата, инклузијата и интеграцијата во нивното опкружување, било тоа да е општествено или училишно опкружување. Учениците вклучени во проектот се од 4-та година. Во Гостивар денес се одржа конференција на тема Тимски пристап во медицинската рехабилитација на децата со попреченост. Настанот го организираа Сојузот на дефектолози и Сдруженијето на физиотерапевти на Македонија. Колку и како тимскиот пристап на дефектолозите и физиотерапевтите може да помогне во рехабилитацијата на децата со попреченост. Ова беше темата на конференцијата што денес се одржа во Гостивар, во организација на Сојузот на дефектолози и Сдруженијето на физиотерапевти на Македонија. На настанот свој излагање имаа 10 стручни лица, а искуствата ги споделија и родители на деца со церебрална парализа.
Целта е значи да го поттикнеме, односно да го анализираме тимскиот пристап во рехабилитацијата, во медицинската рехабилитација на децата со попреченост и на оваа манифестација значи учествуваат дефектолози, логопеди, физиотерапевти, родители, педиатри, невролози и други стручни лица. Значи целта ни е сите заеднички да дадеме еден придонес се со цел да го подобриме квалитетот на медицинската рехабилитација, на раната интервенција што добиваат децата со попреченост, како би би го олесниле нивниот понатамошен развој. Работата со физиотерапевт е неизбежна за подобра рехабилитација на децата со попреченост, оценуваат стручните лица. Тие сметаат дека е неопходно соработката да се подигне на повисоко ниво за поголем ефект. Исто така потенцираат дека е многу важно родителите да се советуваат и да бараат помош од професионалци. Значи со начинот на живот, значи потребата од физиотерапевт е се поголема. Како значи во секојдневниот живот, така и кај овие деца со попреченост, значи физиотерапевтот е неизбежен член од тимот за рехабилитација кај децата со попреченост. Има потреба, бидејќи како физиотерапевти работиме баш на подобрување на моториката, која е засегната од самиот недостаток или невролошки дефицит кој се појавува кај овие деца. Искрено, од стручна гледна точка, што поголемо подигање на свеста, што почесто и пореално барање на помош. Значи, на тие деца им е потребна рехабилитација, како од физиотерапевтска гледна точка, така и од поглед на дефектологијата за поквалитетен живот во нив. Весна Габеловска од Охрид, која беше дел од конференцијата, е мајка на дете со церебрална парализа. Со цел да му помогне на своето дете и на други што се соочуваат со оваа болест, поминала посебна обука за АБР, нов метод на рехабилитација, кој се покажал како доста ефективен. Резултатите се многу добри. Посебно би сакала да нагласам дека резултатите се исклучително добри за тие тешки форми на церебрална парализа. Посебно медицинската јавност знае дека тука нема баш некои подобрувања, затоа што се работи за деца кои што имаат проблеми на витално ниво и тука имаме многу големи подобрувања. Значи се менува дишењето, варењето на храната, целокупното функционирање на детето, квалитетот на живот се издигнува на едно повисоко ниво. Стручните трудови кои беа презентирани на денешната конференција во Гостивар се издадени во посебен зборник. Во најновиот број на неделникот Фокус е објавен текст за стечајот во медицинска пластика од Тетово. За да заштити моќници, државата заглави во криминалниот стечај на медицинска пластика. Ова е насловот во најновиот број на неделникот Фокус, во кој на 4 страници ја опишува стечајната постапка за фабриката и улогата на стечајниот управник Миодраг Ѓорѓевски, кој откако го открил криминалот во тетовската фабрика за производство на медицинска пластика и почнал да го пријавува, бил сменет. Според пишувањето на Фокус, неговиот наследник го финализирал стечајот без воопшто да внимава на законските постапки. Сторијата започнува уште од 2002 година со стечајот на Југохром, кога медицинска пластика действува како составен дел од комбинатот од Јегуновце. Во овој дел, според стечајниот управник Миодраг Ѓорѓевски, е направен првиот упад во криминалниот стечај со активирање на хипотека врз медицинска пластика. Во вториот дел, Ѓорѓевски за Фокус објаснува како Тетовската банка станува собственик на имотот на медицинска пластика. Периодот од 2006 година е регистрирана во третиот дел од сторијата, при што е отворен стечај врз собствениот имот на медицинска пластика. Тогаш Ѓорѓевски станува стечајен управник кој за да започне со спроведување стечајна постапка, прво морал да побара од судот да направи побивање на правните действија за имотот, што го одзела Тетовска банка од медицинска пластика. Откако моќниците ја увиделе упорноста на Ѓорѓевски да докаже дека имотот е нелегално продаден и дека мора да се врати во стечајна маса, го разрешиле од функцијата. Неговиот наследник, како да не мрднал со прст, со тоа овозможил стечајот да биде затворен, а имотот да остане кај ТТК банка. За крај ТТК банка го продава имотот на Тетекс, тогаш застапуван од Глигорije Гоговски, иако тоа не смеело и стечајната постапка била почната, се вели во текстот објавен во Фокус. Стечајната постапка е затворена официјално во јуни 2013 година.
Тоа значи дека во јуни 2016 година истекува законскиот рок од 3 години, кога државните институции може да покренат судска постапка, доколку имаат сознанија и докази дека е сторено кривично дело во периодот кога се спроведувал стечајот или пак годините пред да почне. Со други зборови, ако до јуни 2016 година не се отвори досие за преиспитување на стечајната постапка, таа ќе биде затворена и прогласена за легална. Иако според документацијата на официјалните државни органи, таа е криминална и проследена со многу законски недоследности, се вели во текстот во најновиот број на неделникот Фокус под наслов "За да заштити моќници, државата заглави во криминалниот стечај на медицинска пластика". Инаку неделникот Фокус во текстот вели дека во пресред на Законот за заштита на пријавувачи пренесува сторија која прикажува што им се случува на оние кои пријавиле дека некаде се има криминал, а не добиле заштита. Случајот со стечајниот управник е класичен пример како пријавувачите, па макар и да се работи за милионски криминал, не добил заштита и останал без работа, стои во текстот на Фокус. Реакција на социјалдемократската младина на Тетово е испратена денес до медиумите. По повод 17 октомври, меѓународниот ден за искоренување на сиромаштијата, социјалдемократската младина на Тетово изразува загриженост за состојбите во нашата држава. Сиромаштијата нагло зема замав, се топи средната класа, примањата на вработените не можат да ги задоволат ниту основните потреби за живот. Потрошувачката кошница е тројно повисока од реалната просечна плата. Невработените пак се оставени сами на себе, а нивниот сон за излез од сиромаштијата завршува тогаш кога ќе се вработат за минимална плата, ако се вработат. Преголем е процентот на вработени сиромашни. Тоа зборува за односот на примањата наспроти реалните трошоци, се вели во писмениот допис на социјалдемократската младина на Тетово. Државата не успева да се справи со брзо растечката сиромаштија. Огромен број семејства не можат да си дозволат нормално функционирање. Трошоците за живот стануваат неподносливи. Поради скапата струја и дрво за огрев и престојната зима ќе загреваат само една просторија дома, ходниците и купатилата, па и спалните соби остануваат ладни. Се штеди на храна, се штеди на облека. Порано беше практика после секое земање на плата да се пазарува во поголеми количини. Сега сликата на преполни колички во големите супермаркети е се поретка, а причината за тоа е една единствена. За да наполниме количка во супермаркет денес, ни се потребни тројно повеќе средства отколку порано. Платите се оставени исти, можеби ништожно поголеми во споредба со зголемените трошоци, се вели во реакцијата на СДММ. Од друга страна, многу државни средства се потрошени непродуктивно на непотребни проекти кои што на ниеден начин не придонесуваат за подобрување на очајната слика во државата. Државата со правилно и праведно трошење на средствата не само што може, туку и мора да ги поправи нееднаквостите, да ја намали и да ја искорени сиромаштијата и на своите граѓани да им обезбеди достоинствен живот, се вели во писмениот допис на социјалдемократската младина на Тетово. Партиите подписнички на договорот од Пржино ќе испратат писмо до Советот за јавни обвинители и ќе побараат в понеделник да ги избере останатите 7 на обвинители од предлогот на Јанева, пошто тие треба истиот ден да дадат заклетва. Такво писмо со потписи од представниците на партиите ќе биде испратено и до Уставниот суд, затоа што побрзо да се изјасни дали законот за специјално обвинителство е уставен. Писмата со нивни потписи прво ќе одат до министерот за правда Аднан Јашари, кој треба да ги препрати до Советот на јавни обвинители и до Уставниот суд, за да се испочитува процедурата, односно да не испадне дека партиите се мешаат во работата на другите институции. Советот на јавни обвинители претходно избра само 7 од 14 кандидати, што ги предложи Јанева за во незиниот тим. Во меѓувреме специјалната обвинителка Катица Јанева потврдува дека се точни информациите, оти одредени лица се подготвени да бидат соработници на правдата, тоест заштитени сведоци, за содржините што произлегуваат од следењето на комуникациите. Дел од аналитичарите коментираа дека владата се плаши од специјалната обвинителка и затоа на сите начини преку нивните инсталации во другите институции ќе се обидува на секој можен начин да ја обструира незината работа.
Поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков во четвртокот бил приведен па ослободен на белградскиот аеродром Никола Тесла, откако во неговиот рачен багаж бил пронајден пиштол, јавуваат српските медиуми. Извори од аеродромот раскажуваат дека тој потоа разговарал со некого на телефон, пошто интервенирале високи представници од српската полиција и тој бил ослободен. Српските медиуми забележуваат дека Мијалков на скопскиот аеродром бил пуштен да влезе со пиштол во авионот. Тој што без пропишана дозвола ќе ја премине или ќе се обиде да ја премине границата на Република Македонија вооружен или со употреба на насилство, ќе се казни со парична казна или со затвор од 1 година, пропишува кривичниот законник. Црногорската полиција изутринава ги прекина протестите на опозициониот Демократски фронт по 20-дневно протестирање во центарот на Подгорица со барање за оставка на Мило Ѓукановиќ. При интервенцијата уапсени се двајца пратеници, Славен Радуновиќ и Владислав Бојовиќ, додека пратеникот Милан Кнежевиќ заврши во ургентниот центар, откако бил испрскан со солзавец во лицето. Во разбивањето на протестот учествуваше и комуналната полиција. Силни полициски сили од утрово го обезбедуваат центарот на Подгорица, а шаторите и бината се отстранети од просторот пред Црногорското собрание, каде демонстрантите протестираат 20 дена. Опозицијата соопшти дека примената на брутална полициска сила против ненасилните и мирни протести е дело на режимот на Мило Ѓукановиќ, кој според неа одлучил да влезе во последната насилна фаза од сопственото диктаторско владење. Унгарија од полноќ ја затвори зелената граница со Хрватска за да спречи бран бегалци и заостри режим на службените гранични премини. Унгарската влада соопшти дека од синоќ ја запечатила границата за да заштити граѓани на Унгарија и на Европа. Портпаролот на владата Золтан Ковач рече дека од хуманитарни причини ќе биде возможен влез на неколку стотици мигранти кои до границата пристигнале пред полноќ. Хрватската радиотелевизија јави дека 1 час по полноќ Унгарија кај преминот Ботово развлекла бодликава жица и така ја затвориле целосно границата. Според унгарски медиуми можно е на границата да има тензични ситуации. Границата ќе ја чуваат војници. Бројот на мигрантите во кампот Кале во северното француско крајбрежје е двојно зголемен и достигна 6000 лица. Бројот на луѓето во кампот надминал 3000 лица во текот на летото и потоа се стабилизирал, но изминатите 3 недели се зголемил за 2 пати. Локалните власти се мачат да постигнат баланс меѓу грижата за мигрантите и спроведувањето на законите. Двајца палестинци беа убиени денеска при обиди да нападнат со ножеви израелци. Рано утрото во центарот на Хеброн во западниот брег палестинец нападнал со нож еврејски доселеник. Во Хеброн живеат околу 500 израелски доселеници под силно обезбедување на армијата. Доселеникот отвори логан при самоодбрана и го убил напаѓачот. Неколку часа подоцна бил убиен вториот палестинец, кој во источен Ерусалим со нож се обидел да убие израелски војник при проверка на документи. Напаѓачот бил застрелан од војниците. Во новиот бран насилства што почна на 1 октомври, загинаа 39 палестинци и 7 израелци. Времето денес беше умерено облачно со повремени сончеви периоди. Утринските температури се движеа од 7 до 11, а дневните од 12 до 19 степени. Според метеоролозите, времето утре ќе биде претежно сончево, со локална облачност и потопло. Утринските температури ќе се движат од 8 до 13, а дневните од 15 до 21 степен. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Имајте убав остаток од викендот. Пријатно!